12 часот и 15 минути, почитувани гледачи, добро познатиот термин за уште едно ново издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Пред само неколку дена во Кинотека на Република Македонија се одржа промоција на едно ново стручно дело кај нас, прво од областа на логопедијата, насловено како прирачник за логомоторика, фина и груба моторика, чии автори се мои денешни гости. На моје огромно задоволство ќе ви ги представам Бојан Богдановски и Викторија Силјановска, специјализирани клинички логопеди. Дечки, добре дојдовте во студиото на телевизија Сонце и ви благодарам што се одзвавте на мојата покана да гостувате во своја страна. Добро ве најдов, еден голем поздрав до сите гледачи кои што не пратат во моментот. И благодарам за поканата. Ќе почнеме еве од дамата. Се одржа промоцијата на прирачникот за логомоторика, фина и груба моторика во Кинотека на Македонија. Едно стручно дело, ново и прво кај нас. Викторија, што значеше сето ова за вас? Ова е една голема желба пред се и потреба која во текот на работата ја осетивме јас и Бојан. Од подамна ни е една карантинска идеја која имаше еден подолг пат на реализација, токму ради промените што се случува во целиот тој процес и поради времето, нели, затоа што е подолг период во прашање, но на крајот еве си доби своја форма и верувам дека ќе им биде од голема помош на многу родители, на многу дечиња, на многу возрастни, на многу студенти и колеги кои се насочени, нели, во овие кариерни дејности како нашите. Логомоторика, фина и груба моторика. Ајде, еве да почнеме од насловот, што всушност означува целта на овој прирачник и да продолжиме со држински, што се опфаќа прирачникот и кому може да му послужи, односно кому се може да биде достапен. Пред се сакам да нагласам дека овој прирачник е создаден со многу љубов и со голема посветеност. Јас и моите колешки Викторија и Стојанка, целото наше знаење и секојдневната, значи целосна пракса која применуваме во логопедијата и во дефектологијата, ги пренесовме во една пишана форма како би им помогнале на сите деца кои имаат потешкоти во развојот, но и на сите стручни лица кои работат со овие деца, како и на сите студенти кои се на сам почеток им треба некоја подкрепа, односно помош. Исто така, тој е составен од 3 поглавја, односно логомоторика, фина и груба моторика, односно наменет логомоторика, логопедски вежби за говорниот апарат, фина моторика, сите фини и прецизни движења на прстите од рацете, а потоа е, значи, груба моторика, односно крупна моторика која е наменета за целосната моторика и функционирање на телото на човекот. Така, споменавте вежби во самиот прирачник, дали тоа можеби ќе значи дека доколку еден родител го купи прирачникот, дома ќе може да ги извршува вежбите со неговото детенце или при тоа сепак ќе мора да се консултира со логопедот што и како да се примени од прирачникот? Знаете како, секогаш кога постои сомнеш дека вашето дете има проблем во неговиот развој, секогаш е подобро да се консултира стручно лице, но сепак овој прирачник представува подкрепа, односно потпора за родителите кои нели на некој начин доживуваат табу тема за да се појават кај логопед дефектолог или пак едноставно немаат финанси, можно, што е една голема реалност во денешно време, да отидат кај стручно лице. Овој прирачник има голем број на вежби, можеби, не знам, 150 на вежби логопедски, дефектолошки, кои што имаат текстуален опис, но и сликовит приказ за сите вежби како родител би можел да ги спроведе во својот дом. Така, а значи ли тоа дека можеби овој прирачник ќе биде и нели погоден за студентите кои што ќе се запознаат со праксата, односно со она што нели отпосле ќе го работат после завршувањето на студиите? Така, сите знаеме дека теоријата е нешто што е неопходно и сите мора да го знаеме, но истовремено теорија без пракса не може. Колку сите не учиме теоретски, значи колку повеќе имаме пракса, толку се поголеми нашите искуства и нашите знаења кои што се од големо значење во нашата пракса. По таа причина верувам дека овој прирачник им се најде на сите студенти по логопедија, дефектологија, педагогија, психологија, како и на сите оние кои што нели имаат контакт со деца со потешкоти во развојот. Така е. Викторија спомена карантинска замисла, односно карантинска идеја, па јас тука би се надоврзала колку време се работеше на прирачникот. Беше ли предизвик да се работи на едно вакво стручно дело со оглед на тоа што прирачникот е првенче како и тебе, така и за Бојан?
Да, беше предизвик, ама пред се беше, како што кажа Бојан, чиста љубов и една желба која постојано не туркаше напред. Кога дојдов до идејата, веднаш се консултирав со Бојан, затоа што во тој период постојано се консултиравме за работата и осеќавме потребата дека едноставно е време за нешто да направиме заедно. Како што кажа Бојан на промоцијата, после некој благ притисок од моја страна од некое време, се одлучивме да превземеме акција и да почнеме со спремање. Така успат ја запознав и Стојан Коцева, дипломираниот дефектолог кој се вклучи да учествува во нашиот приручник и едноставно почнавме. Во целиот тој процес ни беше многу забавно, многу истражувавме, многу се надополнувавме, имавме предизвици, поготово во последниот период, затоа што нели е подолго време, насоките на движење ни се сменија. Јас имав некои дополнителни обврски околу мојот центар, но Бојан постојано беше онеј мотиваторот кој ајде да го реализираме ова и последниве месеци најмногу можам да кажам дека работевме и еве денес си ја остваривме нашата желба и замисла која знам и верувам дека ќе им служи на многу луѓе. Така, она што е интересно за прирачникот е тоа што како рецензенти овде се јавуваат и професионалци во своите професии, односно во своите кариери. Па ајде повеќе за тие луѓе што беше нели кои беа нивните критики, што они кажа за прирачникот, Бојан? Секако, значи рецензентите пред се са наши големи колеги, наши големи пријатели, па затоа и се јавуваат како рецензенти, поддржувачи на овој приручник. Тука ќе испратам голем поздрав до професор доктор Гордана Китева Тренчевска, односно невропсихијатар при нашата клиника во Скопје, потоа специјалниот едукатор и рехабилитатор по ново или по старо дефектолог Татјана Митковска, која работи во училиштето Иднина, како и Марија Стефановска, кој е клинички логопед специјалист. Сите тие ни беа еден, како кажеме, поддржувач и голем пријател кој што не поддржува. Ајде, ова ќе биде добро, не се грижете, веруваме дека ова е прво и дека ќе им помогне на многу дечиња. И дека ќе биде корисно, така. И затоа им се заблагодарувам во оваа прилика, значи на нив. И повторно ќе кажам, се надевам дека овој приручник им служи на многу дечиња кои што имаат потешкоти во развојот. Промоцијата се одржа пред само неколку дена, чина во саботата. Ајде малку повеќе што се случуваше на промоцијата, кои беа првите импресии од оние кои беа присутни таму. Верувам дека беа запазени сите мерки, дека имаше доста луѓе кои што беа заинтересирани да видат, нели, сепак ова е ново кај нас. Знаеме, има повеќе книги, има повеќе романи и дела, меѓутоа ова е стручно дело од млади личности, амбициозни личности и еве ајде што се случуваше таму. Да, беше едно многу убаво искуство. Јас се уште си ги впивам впечатоците, затоа што многу беше убаво на едно место да бидат сите наши блиски, нашите семејства, нашите колеги, нашите клиенти, имаше и професори кои не удостоија во ова време и дојдоа да бидат дел од нашата промоција. Беше едно прекрасно искуство каде што му посветивме едно големо внимание на овој приручник. На промоцијата имаше излегување и професор доктор Велибор Тасик. Тоа за мене е исто така едно прекрасно нешто што се случи на тој настан и верувам дека сите си ги собраа оние впечатоци за приручникот и го удостоивме на еден начин и подетално ги запознавме сите присутни за она што всушност тој представува. Јас само би се надоврзал дека во едно тешко време кога се бориме со ковид пандемијата, драго ми што се појави ваков настан каде што нормално бе испочитувани сите мерки кои што се нели донесени против ковид пандемијата, се собра голем број значи на наши пријатели, на стручни лица, морам да напоменам наши ментори, професори кои ни дава максимална поддршка, нашите семејства кои можеби беа најголемата поддршка во овој процес. И кога гледате толку многу драги луѓе на едно место кои ве поддржуваат, а при тоа тој настан го организирате вие, не одите нели кај некој друг, тоа стварно е многу голема среќа, посебно уште кога ги видовме родителите на дечињата со кои ние работиме, тоа ни беше можеби најголемото признание. Да. Ветер во грб. Така, ветер во грб. Дечки, вие сте еден одличен пример за тоа како едни млади луѓе може да бидат пример на вистина за луѓе кои што си ја сакаат професијата и кои што си ја негуваат. Гледаат ли можеби студентите, односно вашите помлади колеги, гледаат ли во вас пример за тоа како треба на вистина да се работи со децата?
Па постојано контактираме. Јас сум изненадена дека на социјалниве мрежи често ни пишуваат, поготово од како почнавме со тимот дека вие сте ни мотивација кога ни е тешко, вие сте ни мотивација во колоквиумска недела, вие сте ни пример како понатаму и јас се уште можеби не сум свесна дека е тоа така, но верувам дека на вистина е така како што кажуваат. Постојано не контактираат, бараат да бидат дел од секојдневната пракса, бараат да ги насочиме доколку не знаат дали се на правилниот пат. Како што веќе кажавме, нашите врати се секогаш отворени и гледам дека едноставно си кажуваат она што нели ние го ставаме како впечаток дека е такво какво што е. Што е пресудно за работата со деца? Пред се пресудно да имате голема љубов и големо разбирање кон децата. Доколку ги сакате децата, ги разбирате и при тоа сакате да им го пружите се она што вие сте го сакале кога сте биле дете и се ставите во кожата и во и сваќањата и разбирањата на децата, тогаш и имате најдобра конекција помеѓу нив. Го чувствуваат тоа, ви возвраќаат? Секако децата се можеби невинните суштества кои препознаваат позитивната енергија и кога вие тоа ќе им го понудите, они во вас гледаат најголем пријател, на вас се подпираат, а во овој случај нели го прифаќаат ретманот, учат од нас, па затоа има и позитивни промени во нивните, можеме да кажеме, тешки состојби, без разлика од кој вид нели за која состојба станува збор. И затоа можам да кажам слободно дека децата, бар во нашите животи, се нашите најголеми пријатели. Так. И чиста љубов, едноставно колку и да имаме знаење, колку и да имаме познавање од нашите области, доколку ја немаме таа љубов, таа конекција како што спомена Бојан и вештини како сето тоа да го искористиме во пракса, едноставно ќе дојдеме до еден јас и одбивност. Дете како дете нема шанси да се излаже или осеќа дека е прифатено, сакано и разбрано или едноставно се повлекува. Не само тоа, туку и нели кога доаѓа некој дете на логопед кој што никогаш немало говора, веќе има 4-5 години, кога ќе почне нели да говори после логопедските третмани, кој ќе ви каже фала ти што ме научи да зборам или пак јас тебе те сакам. Чувството е незаменливо. Ниту едни пари, ниту било каква друга сатисфакција не е позначена од она што ќе ви го каже детето. Така, двајцата доаѓаат од различни центри, тимот А, односно за рана стимулација и интервенција кај деца и возрастни, и Гаспар, центар за психофизичко здравје. Дали се надополнувате како колеги, дали се консултирате, можеби, дали соработувате и ве? Па ние фактички сме колеги, нели, од ист центар, бивши колеги, така? Да, бивши колеги кои што на некој начин патиштата ни се развоја во однос на кариерата, но сепак пријателството, она што постои меѓу нас, а потоа нели самите професии, бидејќи на крајот од денот сите ние сме луѓе, не сме само професионалци. Ние комуницираме нели и на стручно, но и односно колегијално и на Да, тоа ми беше приватно прашањето на стручно поле, дали се надополнувате, можеби се консултирате за настани, за вебинари од областа на логопедијата? Пред се консултираме, значи, за клиенти. Многу е важно помеѓу колегите да не постои суета, туку да постои размен на стручни знања, бидејќи нашата цел на крајот од денот нели е да им помогнеме на нашите клиенти, а потоа нели советуваме заедно да одиме на обуки, заедно да посетуваме стручни настани, конференции и така натаму. Кога се запознав со Бојан, тоа беше на претходното работно место, едноставно одма се кликнавме во комуникација и кога одев од таму ми беше тешко како ќе биде понатаму, но она што не држи е тоа пријателството и постојано еве повторно ни се спојуваат патиштата и постојано комуницираме и се надополнуваме. Веќе некое време помина, пола година и повеќе можеби, но постојано сме во контакт со него и си разменуваме искуства и верувам дека сите треба да останат на тој начин пред се лојални колеги, без разлика од кој центар доаѓаат и да си останеме чисти, затоа што на крајот од денот сепак сме луѓе. Так, на крајот од денот сите сме луѓе. Викторија, интересно за тебе и впрочем и нешто ново е тоа што од неодамна ти си Марте Мео практичар. Ајде малку повеќе за оваа нова метода кај нас. Така, Марте Мео практичар е една интересна приказна која се случи ова лето. Кај нас има само тројца колеги кои го имаат ова звање, јас сум прв логопед помеѓу нив. Метода како метода не е многу нова, на Балканот и во светов ја има одамна, но кај нас е нешто ново и можам да кажам дека ми отворени нови светогледи во кои се пронајдов, во кои си најдов нешта кои во секојдневната пракса нели требало да се случуваат
на поинаков начин, а сме биле научени на некои други модели на однесување и можам да кажам дека ми е од огромна помош во работата со дечињата и во работата со возрастни, затоа што како метод е нешто што може да се применува од најмала до најстара возраст. Може да се употребува кај дечиња со типичен развој, кај дечиња со атипичен развој, кај дечиња со аутизам, кај возрастни, нели, дури во колегијалните односи како метод е докажано дека е од голема помош. Методот е комуникацијски, не учи како всушност да пристапиме, поготово кај невербални деца, кај возрастни кои имаат одредени потешкоти и треба да се држиме по ние принципите на Мартемео: добро лице, добар тон, постојано именување, постојано зборување и сето тоа да биде поддржано со еден позитивен пристап во комуникацијата. Така. Бојан, како клинички логопед, со што најчесто се среќаваш во центарот каде што работиш, односно кои се услугите кои што најчесто се бараат од тебе? Конкретно услугите кои што се бараат се нели логопедските, односно специјалистичко логопедските, во однос на клиентите кои доаѓаат во нашиот центар, за жал се повеќе има деца кои имаат развојна дисфазија и аутизам, а потоа значи доаѓаат и клиенти, односно пациенти на некој начин кои што имаат афазија, дислали, односно артикулативни нарушувања во својот говор, потоа клиенти кои што се со кохлеарен имплант, односно посткохлеарна имплантација, клиенти кои доаѓаат после ларингектомија, како и други видови на клиенти, а не само значи некои кои имаат проблем, туку доаѓаат и деца кои не се доволно стимулирани, најчесто нели под влијание на модерната технологија, телефони, компјутери, таблети и така натаму, не се доволно стимулирани, тука недостасува говор или пак не е доволно развиен говорот, па тука е потребно нели ние како логопеди да направиме адекватна стимулација за да ги насочиме во еден правилен развој. Доаѓаат ли, например, родители со деца само да се проверат дечињата, односно да види логопедот до каде е детето во својот развој? Секако и тие родители можеби до некаде, ајде грубо ќе звучи, но највеќе ги поддржувам, бидејќи кога еден родител се појавува сомнеш дека нешто недостасува кај неговото дете, дека тоа дете е малку поразлично од неговите врсници, родителите кои веднаш се консултираат со стручно лице го прават најдобриот чекор, бидејќи преку самата стручна дијагностика, нели консултација, се прави рана превенција, рана дијагностика, што доколку постои патологија во говорно-јазичната комуникација, ќе има и ран третман кој ќе даде најдобра прогноза. За разлика, нели, има родители кои, пример, наместо се консултираат со стручно лице, тие читаат на интернет или пак велат, ајде ќе оставиме времето да едноставно го направи своето. Некогаш тоа време, дури да е месец, многу значи за развојот на децата. Значи потребна е рана превенција. Да, важно е да не се чека веднаш кога ќе забележа дека има некоја отстапка и дури кога си го споредуваат помалото дете со постарото, забележуваат дека всушност не сум никогаш за споредба, но едноставно има норми кои се очекува нели да бидат постигнати во одреден развој, веднаш да се обратат и да прашаат што понатаму. Првите знаци дека нешто отстапува се забележуваат уште во првите месеци од животот на дечињата. Колку кај нас е подигната свеста за професијата логопед, клинички логопед, специјализант, односно дали луѓето веќе се освестуваат полека за значението на ваквата професија? Бидејќи сведоци сме и вие како стручни лица од областа дека се повеќе има дечиња кои што навистина имаат потреба од логопед. За жал има се повеќе деца, живееме настрет пандемија, живееме настрет епидемија од електронски уреди, постојано се јавуваат загрижени родители, бројката на дечиња со доцнење во прозборувањето, на дечиња со проблеми во моториката, на дечиња со аутизам и други развојни нарушувања за жал е се поголема, но денес можам да кажам дека за разлика од претходните години свеста е многу подигната, дали дека постојано зборуваме, дали дека постојано има јавни излегувања од нашите колеги, постојано се пишува, постојано родителите читаат, нели сите информации ни се на дланка и лесно е на еден клик се да добиеме што ни интересира како за сите области, така и за овие проблематики со кои ние се занимаваме. Можам да кажам дека свеста е многу зголемена, но сепак постојат уште места во нашата држава и родители кои едноставно се грижат кога ќе дојде момент да се обратат на клинички логопед специјалист, на дефектолог, односно специјален едукатор и рехабилитатор, пред се грижат како сето тоа ќе биде прифатено од
околината, од нивното најтесно обкружување, од нивните соседи. Имаме за жал родители кои баш пред кратко време ми се случи, се грижат како детето ќе им биде прифатено во градинка затоа што било малку различно од останатите деца и како логопед можам да кажам дека многу е важно постојано да се зборува и на родителите, да им се појаснува дека таа вклученост е нешто што за нивните деца моментално е нешто најважно и дека не е срамота да се обрата на стручно лице. На време да се почне, може да се смени целиот тек на која и да е состојба. Знаете, како порано пред, може би пред една деценија, како што беше актуелно и табу тема истовремено психијатарот и психологот, така е. Но со тек на време таа табу тема се изгуби затоа што може би тие психијатриски, психолошки состојби станаа се почести. Можеме сите сме сведоци да кажеме дека депресијата и анксиозноста се нешто кое што може би кај секој нас постои. Да, денес е чудно доколку не посетиме. Така, затоа и денеска се наоѓаме во таква ситуација каде сите овие нарушувања кај децата не само дека ние како колеги повеќе зборуваме за тој проблем, туку тоа станува се почесто и почесто, значи дали станува збор за говорна мана каде што има артикулацијско нарушување, па детето не може да каже Р и Л, или пак станува збор за развојна дисфазија или пак аутизам, некако за жал станува се почесто, се повеќе препознаено, па затоа и потребата на излагање на логопедите и на дефектолозите се зголема, бидејќи тие родители како што некогаш имале потреба од психолог и психијатар, така сега имаат потреба од дефектолог и од логопед за своите деца. Колку пандемијата на COVID-19 ги измести можеби вашата работа, вашите планови, односно посетата на семинари, дали сега можеби се одржуваат таквите семинари, дали учествувате на нив, дали вие самите организирате обуки и семинари, ајде малку повеќе за тоа. На почеток, кога се почна, последната конференција, мислам дека што ја посетивме, беше на неколку недели пред карантинот и не знаевме што ќе се случува понатаму. Можам да кажам дека фалеа тие средби со колеги, со физичко присуство, но постојано за време на тие услови бевме онлайн уклучени, затоа што во тој период се случуваа многу дополнителни обуки, се случуваа некои семинари преку социјалните мрежи кои постојано ги следевме. Сега гледам дека веќе почнуваат да се случуваат истите и во живо и сметам дека сето тоа едноставно не достига за нашиве професии, затоа што е еден вид на храна, да кажам, затоа што се надополнуваме, разменуваме искуства и едноставно ни се отвараат нови видици и светогледи. А во однос на организација на наши обуки и семинари ќе ве држиме во неизвестност. Ајде. Јас сум би додал во однос за сите случувања за време на пандемијата која за жал се уште трае. Може би како логопеди дефектолози бевме премногу барани, значи исклучително барани од страна на родителите, бидејќи кога некој ќе не ве затвори дома или пак односно не можете да излегувате толку надвор ради самиот ковид вирус, доаѓаат родителите во состојба кога просто седат дома со своето дете кој има потешкотија во развојот и они не знаат што да прават. И во нас гледаат, на некој начин грубо звучено можеме да кажеме спас и поддршка, па поради тоа постојано не консултира, дали онлайн, дали преку телефон, некој нив инсистира средба во живо како би им дале насоки како тие да се справат со таа состојба која навистина е исклучително тешка за нив во нивниот дом. Така, при самиот крај на разговорот јас ќе побарам од вас да упатиме на порака до сите оние родители кои што се уште се скептични дали да посетат логопед, односно дали да го однесат своето детенце на логопед. Што да упатиме до сите оние кои што ќе го видат ова интервју? Да не се плашат, ние сме тука за да ги насочиме, за да им помогнеме. Не е важно што ќе каже околината, важно е детенцето да порасне здраво, важно е да се сменат тековите на некои состојби, важна е навремената интервенција, стимулацијата и едноставно да не побараат веднаш штом забележат каква и да е отстапка. Јас би кажал дека родителите пред се треба да го посветат своето внимание, својата љубов и своето слободно пред се време кон своите деца, а да не се насочуваат кон тоа што ќе каже околината,
бидејќи на крајот децата се оние на кои Се ја предаваме најбитни. иднината, нели? Здраво детство, значи во иднина и здрава иднина, ние само како нели пред се луѓе, потоа и стручни лица сме тука да им помогнеме на сите деца и да ги потурнеме во нивниот пат за да бидат се подобри и подобри. И да си играат со дечињата, морам ова да го докажам на крај, затоа што живееме насред пандемија, живееме затворени, живееме во стравови, се изолираме од луѓе, од социјални контакти, но развој на дечињата не може да запри, да чека се това да помине. Едноставно мора да им дадеме љубов, мора да им дадеме внимание, да ги вклучиме со врсници во постојана игра и ние да играме со нив. Така, и на самиот крај, ајде каде може се да се набави прирачникот, односно каде да си го најдат оние на кои што им е посветен или наменет? Така, прирачникот ќе може да се купи значи во издавачката куќа, односно студентски сервис, ќе може да се купи во Гаспар центарот, ќе може да се купи во центарот Тимота, како и наскоро, значи, верувам дека веќе од утре ќе почнеме со давање на можноста да се нарача и онлайн како би бил достапен за сите градови во нашата земја. Така, ќе ви се заблагодарам овде, искрено многу се радувам што еве токму во емисијата од своја страна одржавме една мала промоција, нели после главната промоција на прирачникот, што споделивте еве од ваша страна, неколку совети, препораки, сето на вклучено во вашата професија. Ќе ви честитам за ова стручно дело, за ова ваше првенче. Ќе ви посакам да продолжите дечки по овој пат, бидејќи ова е вистинскиот пат, многу успеси и да продолжите да допринесувате за оние на кои што сте им најпотребни. Ви благодарам од срце. Така е, почитувани гледачи, Викторија Селјановска и Бојан Богдановски, клинички логопеди, и нивната промоција, односно мала промоција на нивното ново стручно дело, односно првенче, прирачник за логомоторика, фина и груба моторика во областа на логопедијата и дефектологијата. Се надевам дека и со овој разговор успеавме да допреме, односно да дадеме некои совети и препораки до сите вас кои што ќе го погледнат ова интервју. А ние ќе се видиме наредната среда во истиот термин. Останува на самиот крај да ги поздравам бутик Мај Мода, кои се наоѓаат во центарот на Скопје, и мојата шминкерка Самра и Мери. Ве поздравувам и се гледаме за една седмица.